Денеска започнува 4-дневниот меѓународен фестивал на светлината Скопје Light Art District 2019. 26 светлосни уметници на 18 локации на посетителите ќе им ја пренесат магијата и уникатноста на светлосната уметност, карактеристична за светските и европските метрополи. Организаторот на фестивалот, директорот на јавната установа Универзална сала Скопје, Филип Аврамчев, рече дека годинава патеката ќе почне во Куршумлијан, а ќе заврши во Градски парк. Ќе настапат 9 видеоартисти и ќе се борат за гран-при наградата Златко Славенски. Годинава патеката почнува во Куршумлијан и ќе заврши во Градскиот парк. По пат имаме 18 инсталации, перформанси, театри и завршуваме со 3D мапинг надпревар на зградата на МЦМ. Таму ќе настапат 9 артисти и ќе се борат за наградата Златко Славенски. Во текот на патеката имаме неколку интересни уметници. Тоа се, како што почнуваме тука со Пол Фридландер во Куршумлијан, по пат ќе има многу интересен перформанс во Дауд Пашинамам, Курт Лоренц и Ема Попи Вода. По пат има Андре Бана од Португалија и завршуваме и во Градскиот парк има и чил зона, која што секоја вечер ќе има различна програма. Следејќи ја патеката од Куршумлијан во Стара Чаршија преку кејот на Вардар се до Градски парк, заинтересираните ќе можат низ прошетка да ги видат светлосните митски чудовишта, осветлените дрва, 3D видеопроекциите и уште многу други светлосни инсталации. Градоначалникот Чилегов рече дека граѓаните ќе имаат можност за уникатно доживување. Ова е можност за граѓаните во периодот од 29 мај до 2 јуни да имаат едно уникатно доживување исполнето со светлост и многу бои. Овој фестивал Скопје Light Art District е еден вид на нов културно-општествен настан кој што го промовиравме минатата година. Ова отварањето во текот на оваа година е резервирано со инсталацијата присутна овдека позади мене во Куршумлијан. Во следните 4 дена на 18 локации, 25 уметници, групи и музичари со своите перформанси и 3D мапирања ќе го осветлат центарот на Скопје и ќе го обноват во сите бои. Замислата на овој фестивал е да внесе малку светлина и боја во секојдневието, кое го живееме сите и да ја покаже убавата, шареноликата страна на животот. Сите присутни на фестивалот ќе имаат можност да бидат дел од ова едно ново искуство и сосема необично. Посетителите што ќе пристигнат на местото на проекцијата ќе ги дознаат и насоките по кои што треба да се движи, односно по кои што е означена патеката со цел да ги видат сите инсталации предвидени во овој фестивал. Имајќи го предвид меѓународниот карактер на фестивалот, оваа година за уметнички директор е назначена Александра Стратимировиќ, светлосен уметник од Шведска со потекло од Србија.